И после повеќе од 1 месец откако се случи несреќата во која воз удри во југо кај велешката населба Превалец, рампа на преминот се уште нема. Тогаш возачот едва се спаси, но сега жителите на населбата стравуваат дека несреќата одзад свиокот постојано демне. Раскажуваат дека во изминатиот месец неколку пати се избегнати трагедии. Возот помина светото не се уклучи. Едно дете падна со мотор чапенче на средето, ама минеше некој тоа нивна машина. Не се уклучи, детето се исплаши цело крв, која летна. Ја го дигав детето тука. Опасно, како не опасно. Ја минам со моторчево, тука ме страв, тука што живеем. Ај шофериве малку ќе загледаат, ама децава, колку е населбата горе. Тие веќе преку местната заедница и општината реагирале до железници, но им одговориле дека така ќе остане. Сепак председателот смета дека мора нешто да се промени. Ако има рампи електрични, друго е, например, паѓа рампата, готово, како на изград, што си и на други места. Меѓутоа ова, кога сонцето од тука свети, треба 1 метро да дојдеш до светлото, да го видиш дека свети. Звучна сигнализација има ставено. Нема никако. Со стетоскоп треба да ја слушниш дали работи таа звучна сигнализација, а не по колата си или у камион или у автобус. Но и онаму каде што има рампи, состојбата не е идеална. Возовите често поминуваат иако рампите не се спуштаат и тоа во центарот на Велес. Опасно е и кај мостот Гемиџи и во населбата Дворови, чии жители се сведоци на ваквите случаи. Многу пати. Да е само еднаш, а често пати минам овде, многу пати се дешава. Сад дали се тоа неисправни, дали не брига нешто е, главном не се спуштаат. Опасно е? Па искрено да ви кажам, ова кривина и ова многу опасно е. Среќна околност што досега нема некој погинат. Особито деца. Тука се училиште и така натака. Со рампата на Стар мост пак управува стражар. Овој премин не е поврзан со електричната мрежа на железници, па може би и најсигурен. Но поради фреквентноста создава проблеми во сообраќајот. Од безбедносни причини на овој премин рампата се спушта 15 на минути пред доаѓањето на возот. Поради ова често се создаваат долги колони возила. Штета од честите несреќи кои се случуваат на премините трпи и железница Транспорт. Директорот Оливер Дерковски за дума вели дека локомотивите се уништуваат при секој судар со возила. Од инфраструктура под чија надлежност се рампите пак велат дека проблемот со сигнализацијата најчесто е предизвикан од несовесни граѓани кои ги сечат и крадат каблите. Исто како и на жителите од Превалец и на останатите им порачуваат добро да внимаваат пред да се одлучат да ги менуваат железничките шини.